Конкретни мерки за намалување на загадувањето на воздухот речиси и нема, а скопјани веќе и на шега на маката велат дека најсигурното решение е да се чека да дојде пролет. И оваа година нема да има ограничување на сообраќајот со еколошки налепници и покрај усвоените законски измени за законот за возила. За после зимата беше најавено спроведување на така наречената мерка, но се чини годинава за еконалепниците е загубена. Имено надлежното Министерство за економија допрва требаше од август да стартува со категоризација на возилата според количината на издувните гасови кои ги испуштаат. Но докаде е оваа работа? Од економија одговор не добивме. Градоначалникот на Скопје пак со уште едно ке ветување дека ќе стави крај на загадувањето. Ќе биде надминато и лудилото на дозвола на увезување на автомобилскиот отпад од Европа, кој што сега го дишеме. Меѓутоа, некогаш знае да има и подолготрајни последици. Наредната сезона ќе имаме и еколошки мапирани возила кои што нема да влијаат на воздухот во Скопје. Владата минатата година најави дека има предвидено буџет за субвенции до 3000 евра, но сепак со граница, односно цената на новиот автомобил треба да биде од 10.000 до 12.000 евра.